Македонија го доби посакуваниот извештај од Европската комисија со безусловна препорака за почеток на преговорите за членство. You're back on track. You can celebrate for half a day and then go back to work. Следниот термин за радост или можеби за разочарување за неполни 2 месеца. Владата на Република Македонија уште поенергично ќе ги води реформските и политичките процеси во следните 2 месеци, за во јуни Република Македонија да добие датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Одлуката за почеток на преговори сепак е политичка и ја носат лидерите на земите членки, едногласно, што значи дека е неопходно зелено светло и од Грција. Македонија повеќе пати стигна до овој дел од патот во блиското минато, но Атина одбиваше да ја крене рампата поради спорот за името. Разликата овој пат е што и двете страни се ангажирани проблемот со името да се реши. И покрај затоплените односи и чести средби, ако Македонија и Грција не се договорат за спорот за името во следните недели, речиси сигурно е дека нема да има датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Но ако се покаже оправдан оптимизмот на премиерот Заев, тогаш најважното прашање што ќе се наметне ќе биде дали Македонија е подготвена за преговори. За старт, земјата кандидат треба да има функционална структура од преговарачки тим со главен преговарач. Таа група ја представува земјата кандидат и е одговорна за преговорите со Советот на ЕУ, односно земите членки. Почетокот на преговорите е во знакот на така наречениот скрининг на законодавството на земјата кандидат, кое е поделено во вкупно 35 области. За секоја од тие области, земјата кандидат мора да има соодветни тимови. Владата не крие дека во моментов Македонија нема комплетна преговарачка структура. Постои основна структура и база која што секако треба да се развива. Постојат работни групи и постојат контакт точки за ЕУ прашањата во сите министерства. Меѓутоа тоа е далеку од доволно од она што ќе се бара во преговорите по 33 поглавја за членство во Европската Унија. Македонија и владата на Република Македонија во наредниот период до јуни месец ќе работи интензивно на дефинирање на концепт за преговарачки тим и тие подготовки се веќе започнати во секретаријатот за европски прашања, но и во канцеларијата на претседателот на владата. Основната причина поради која владата и самата вели дека нема кадар, иако Македонија и во 2005 и во 2009 градеше тимови и работни групи, е одливот на експерти. Еден пример е Филип Чапаровски. Тој до 2007 е ангажиран во владиниот секретаријат за европски прашања, а сега работи во канцеларијата на меѓународната организација Национален демократски институт во Скопје. За жал, многу компетентни, квалитетни, обучени кадри ја напуштија државната администрација во изминатите години. Добар дел од нив се одлеа во, да кажеме, граѓанскиот сектор, меѓународни организации, но добар дел се заминати од државата и си ја бараат својата среќа надвор од границите на Македонија. Тоа се значителни ресурси кои една мала земја не сме да се дозволи да ги губи лесно, но од друга страна ќе биде голем предизвик и за секоја владеачка гарнитура да ги обезбеди тие стручни, обучени, готови кадри да помогнат во процесот. Тие луѓе според Чапаровски не се изгубени за државата, но и нема да биде лесно да се вратат. Мотивацијата ќе игра главна улога и тука пред се не мислам само на финансиските услови, бидејќи нели знаете какви се условите во државна управа наспроти, да кажеме, некои странски организации и фондации, но многу ќе биде битно и од самиот моментум, да кажеме, каде ќе се наоѓа државата. Ако се види дека државата влегува на вистински колосек, дека е трасиран патот, дека се почнати преговори, дека сериозно се пристапува, дека условно се гледа на светло на крајот на тунелот, дека исходот би бил известен за неколку години, верувам дека ќе се зголеми мотивацијата за луѓето да се вратат повторно, да помогнат на сопствената држава. Според проценките на сегашната и минатата влада, комплетниот македонски тим кој ќе биде ангажиран на различни нивоа во текот на преговорите треба да брои околу 800 до 850 луѓе. Бојан Маричиќ не сподели со 360 степени каде и колку места треба допрва да се пополнуваат. Но, преку еден пример, посочи дека има огромни дупки. Мисијата на Македонија во Брисел има помалку од 10 представници, а Црна Гора, која во моментов преговара со ЕУ, има 35 мина.
Пред воопшто да се анимираат кадри што би ги пополниле тие места, владата прво мора да најде начин како да ги ангажира, бидејќи законите не дозволуваат високи плати во јавна служба. Секако мора да бидеме креативни, мора да размислуваме надвор од рамките на сегашната законска рамка за ангажирање на луѓе во јавната администрација. Меѓутоа има примери и во регионот и на држави кои претходно преговарале со Европската унија, каде што се прават специјални фондови, дел од нив можат да бидат и подпомогнати од европските фондови, билатерална помош со државите, кои што ќе ги помогнат овие капацитети и кои што ќе бидат дополнување на она што го предвидува државниот буџет и законската рамка, за да може да се ангажираат експерти кои што треба да бидат подобро платени од она што е државната администрација, но исто така и мотивација на оние вработени државни службеници кои што ќе даваат екстра напори и кои што ќе работат многу повеќе од тоа што го работеле до сега. Маричик, кој самиот признава дека подготвеноста за преговори е далеко од идеална, сепак смета дека ако има датум за старт на преговори, Скопје нема да влезе неспремно во процесот. На хартија постојат и одлуки и тимови кои што се направени првично уште 2005 година, а потоа и 2009 година. Меѓутоа, за да ги составиме и да бидат функционални, ќе треба неколку месеци сигурно. Но тоа не е страшно, бидејќи секако следи неколку месечен период на скрининг. Поранешниот владин кадар Чапаровски очекува итна реакција. Не, никако не треба да седиме на страна да чекаме работите да дојдат до тој степен па да не фатат затекнати и неспремни. Треба да се градат капацитетите во паралела. Дури да не биде ништо од одлука за почеток на преговорите, државата мора да ги спроведе тие реформи пред се за свое добро, во интерес на своите граѓани.